Како што најавив, време е за вестите. УСАИД со подршка на проектите кои на општината ќе донесат економски развој и подобар живот на граѓаните. Штипскиот градоначалник Бочварски денеска се обврза за општина без корупција, ставајќи потпис на декларацијата за борба против корупцијата. Во која насока ќе се движи понатамошната соработка меѓу општина Штип и Американската агенција за меѓународен развој во Македонија. УСАИД денеска разговараа штипскиот градоначалник Бочварски и помошникот администратор на Бирото за Европа и Евроазија во УСАИД Брок Бирман. Начално на заедничката средба беа утврдени приоритетните проекти кои треба да ја донесат локален и економски развој на општината, а градоначалникот Бочварски ја потпиша и декларацијата против корупција. Декларацијата за борба против корупција досега ја потпишале 36 градоначалници во државата. Потпишав и декларација против корупција, која што верувам дека е еден убав поттик и за сите останати градоначалници и за сите раководни функционери во Република Македонија да ја потпишат, со што ќе гарантираме дека ќе работиме и честно и во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Представникот од УСАИД Брок Бирман истакна дека е задоволен од она што го слушнал на денешната средба, потенцирајќи дека проектот за газификација е од интерес на граѓаните, но важен и за развојот на стопанството. This is my first visit to Macedonia. Во Македонија доаѓам после повеќе од 10 години и можам да забележам дека овде има навистина големи промени. Импресиониран сум од убавите работи што се случуваат овде во Штип и од заложбите на градоначалникот кои што денес ги даде и со потпишувањето на повелбата против корупција, меѓутоа исто така и со сите негови заложби на полето на човекови права. Бев особено импресиониран од случувањата кои што се поврзани со доведувањето на нова гасификациона линија овде и на гасифицирање на општина Штип, што укажува на тоа колкав ќе биде напредокот во оваа општина. Имавме убава средба, разменивме многу мислења, слушнавме како може USAID да ни помогне, да ни даде поддршка во развојот на општина Штип и на сите наши граѓани, да добиеме едно поубаво општество за сите. Јас како градоначалник на општина Штип го запознав со тоа што работиме во овие први 100 дена, како ја развиваме општината, како дискутираме, разговараме со граѓаните, како носевме буџет и сите проекти кои што почнуваме да ги реализираме со цел да дојдеме и до поздрава животна средина и до побрз и подобар локален економски развој. Американската агенција за меѓународен развој во Македонија, УСАИД, 25 години во партнерство со македонските граѓани и македонските институции, компании, здруженија и организации, поддржува различни проекти од повеќе сегменти на општественото живење, меѓу кои и проектите на локалните заедници. Позитивна е оценката за работата на Штипскиот основен суд и покрај тоа што овој суд работел со помалку судии, сепак го совладал приливот на предмети. Зголемување на предметите има во граѓанскиот оддел, а најмногу тужеле вработените во Министерството за внатрешни работи. Судиите во Основниот суд во Штип го совладале за останатиот прилив на предмети од 2016 година и покрај тоа што судот работел со 20 судии помалку, стои во извештајот на Судскиот совет. Судијата кривичар и портпарол на Основниот суд Штип Сашко Ѓорѓиев вели дека имаат изголемен прилив на предмети во текот на 2017 година. Бројките кажуваат дека споредбено со 2017 година имаме повеќе примени предмети. Истакнавме и претходно дека станува збор за повеќе примени предмети во делот на работните односи, но со ангажираноста на судиите во Основниот суд во Штип се постигнати добри резултати, односно, како што рековме, по однос на квалитетот, така и по квантитетот, и ја оценуваме како завршена успешна година. Судиите во кривичниот оддел секоја година примаат од 550 до 600 предмети, а по односно граѓанскиот оддел таму има зголемување на предметите во делот на работните спорови. Бидејќи станува збор за работни спорови кои оформени против тужените Министерство за внатрешни работи, односно полиција, каде што
во изминатите неколку години, а посебно 2017 година, имаше пристигнато поголем прилив на такви предмети од целото подрачје на Република Македонија. А во секој случај за истакнување дека судиите од овој дел особено успешно ги завршија сите овие најголем дел од овие предмети и важиме за суд со кој што имаме постигнато добри резултати. Инаку минатата година судиите од Основниот суд во Штип не се оценувани. Согласно законските измени, оценувањето се прави на секоја втора година, па штипските судии оценките ќе ги чекаат наредната година. Ке стане Лисарот атрактивен како Акрополот во Атина. Штип ја има приказната, но треба добро да се спакува и да се продаде, сметаат надлежните. Сега со европски пари преку ИПА програмата ке се бара можност легендите кои се реалност да бидат дел од европските археолошки мапи. Приказната за тунелот и предаството со патките, поставувањето на 4 цркви во крст, како и крунисувањето на пајонските кралеви во река Брегалница, се доволни за штипската тврдина Исар стане интересна дестинација за љубителите на археолошките истражувања. Штип ја има приказната, но потребно е да се разработи и да се понуди. Овде се наоѓа и црквата Свети Власие, која датира од 13-тиот век. Во фаза е изготвување на проект кој што ќе биде за конзервација и реставрација на црквата Свети Власие, кој што инаку треба да спомнам дека можеби треба малку повеќе да се ангажираме сите околу тоа, бидејќи тоа е една од црквите која што е испомната во списите од времето на цар Душан кои цркви постоеле на Исарот, така да ова беше последната која што е пишена, документирана, а не се знаеше каде е, а сега веќе е истражена. Тврдината Исар е една од ретките примери каде што дел од преданијата кои штипјани ги раскажувале со векови се потврдуваат со археолошки истражувања. Таков е случајот и со легендата во која се вели дека Исар од црквите со нивната местоположба формираат крст. Сега со откривањето на црквата Свети Власие се потврдува и оваа легенда. Се прават напори Исарот да влезе во ИПА програмата и со европски пари да го добие заслуженото место на мапите со археолошки локалитети. Се трудиме да влезе Исарот во тие програми каде што тоа ќе биде еден дел каде што ќе може да се финансира со малку поголема сума, бидејќи само тој дел од министерството ќе треба малку повеќе време и повеќе средства да се издвоат, меѓутоа ако влеземе во тие програми, така да со правење на пристапен пат, мислам дека ќе можеме да се реализира и тој проект околу Исарот кој што заслужува да добие внимание, бидејќи е, може да кажеме, еден од како Акрополот во Атина од сите други тврдини кои што се во Македонија. Легендата за патките и тајниот тунел кој бил единствен начин на османлиите да ја покорат тврдината се потврди во 1986 година, кога случајно беше открин при поставување на колекторска мрежа. Со булдожер беше откопан неговиот отвор. Угаде домаќин на конференцијата на која беа презентирани најновите достигнувања, методи и техники во физиотерапијата. Конференцијата организираше Македонското физиотерапевско здружение. Најновите методи и техники во физиотерапијата презентирани денеска пред студентите на Штипскиот универзитет. Универзитетот Гоце Делчев во соработка со Македонското здружение на физиотерапевти организираше конференција на тема новости во физиотерапијата. Целта нова конференција беше да ги сублимира повеќето нови техники, методи, средства во кои што се вклучени како дел од физиотерапијата, да направи една нивна промоција, да ги запознае колегите со овие новитети во физиотерапијата, со цел тие да станат дел од нивната секојдневна примена. Денеска сме 21 век и не е во ред да употребуваме апарати од 60-тите години, кога технологијата оди напред. Мора да се следи технологијата, физиотерапијата всушност е една наука во која што апсолутно голем дел зависи и од технолошкиот развој. За жал, поголем дел од центрите работат со стара апаратура. Новата технологија мора да биде присутна во центрите за физиотерапија, без разлика дали се работи за јавни или приватни, бидејќи истите треба да бидат општествено одговорни и да им пружат на своите клиенти соодветна услуга, вели Арсов. Од тука изненадува интересот кај младите физиотерапевти кои покажуваат голем интерес во секојдневната пракса во ракувањето со новите апарати кои се користат во физиотерапевството.
Заради тоа што гледам дека ги владаат апсолутно новите технологии, на нив е многу поедноставно и многу полесно за разлика од постари колеги или поискусни колеги. Така да и она што денес имавме можност да го видиме тука од присуството, мислам ја наполнивме салата, што значи дека има интерес за да се следат овие текови во физиотерапијата и тоа нас не радува. Ние сме тука како здружение, како Македонско физиотерапевско здружение, да понудиме можност за едукација, доедукација, со цел, нели, како што кажавме, да може да се даде соодветна услуга на пациентите во Македонија. Стресот во поново време се посочува како фактор кој влијае на здравјето. За поголем дел од проблемите се потребни физиотерапевтски третмани. Новата технологија нуди побрзо излекување и враќање на пациентите во нивниот тековен живот. Од тука и центрите кои нудат вакви услуги треба да размислуваат за примена на новите методи и технологии за успешен третман на пациентите кои бараат помош од нив. Во саботните вести емитуваме дел од неделното интервју на Радио Слободна Европа. Почитувани гости, во неделното интервју на Слободна Европа е пратеникот на грчката владеачка партија од Солун и бивш заменик министер за економија Димитрис Мардас. Господине Мардас, постои силно уверување и во Скопје и во Атина дека сега е време да се реши спорот, билатералниот спор за името, кој ја спречува Македонија да стане членка на Европската Унија и НАТО. Зошто е тоа така? First, the correct term is FYROM, and you're going to permit me to use this term. It is time really to solve the problem, because it has spent much time since 1992 in order to reach to this position. You know that the term Macedonia is used by our neighbors since 1945. We believe that it is a false term that they have used. However, you know that since 1945 the sixth democracy of Yugoslavia had this name. We had to solve the problem since a long time ago. We couldn't reach a solution, but now it is time to solve the problem and to find a viable solution. This is that we have to do. Се ближи празникот на жената 8 март, а туристичките работници ги подготвија аранжманите. Штипјанки за празникот ќе патуваат низ европските атрактивни туристички дестинации. Во овој период од годината зимските туристички центри се со снег, а штипјани сакаат да одат на скијање, посебно во викенд. Најпосетени атрактивните дестинации во соседството. Зимско-рекреативните центри имаат снег. Поточно, нашите сограѓани највеќе заминуваат за Банско Боровец и по некои луѓе одат Кополник, но да не забораваме дека имаме и туристи кои заминуваат и на Алпите да одат на скијање. Така да зимската сезона се уште е во тек и се уште се пријавуваат за зимско-рекреативните центри. Инаку туристичките работници се подготвени со аранжмани за празникот на жената. Штипјанки ќе патуваат и со автобус и со авион. Неколку патувања ќе ги реализираме со авион. Така да од 2 до 5 март заминуваме со група со граѓани од овде за Амстердам, потоа од 8 до 11 март пак заминуваме за Рим. Иако да не ги заборавиме и автобуските аранжмани, така да имаме доста заинтересирани и за Ница, Кан, Монако, Монте Карло, каде што на денот на жената ќе отидат неколку наши сограѓанки да бидат овде во овој азорен дел на Медитеранот. Што се однесува до аранжманите за 8 март, тие се движат од 50 евра, па се до над 300 евра. Крвав инцидент во Кочани. 41 годишен кочанец пробадил со нож продавач во трафика. Според информациите од полицијата, кочанецот со иницијали ФБ утрово побарал од вработениот да му даде цигари без да ги плати, а продавачот го одбил пошто тој извадил нож и му нанел убодна рана во ногата. Повредениот продавач бил пренесен во Кочанската болница, каде по укажаната лекарска помош бил пуштен дома. Напаѓачот бил приведен во полициската станица. По брза постапка, во консултација со Кочанското јавно обвинителство, од полицијата најавуваат кривична пријава, кривично дело, убиство во обид против ФБ.
Инцидентот се случил утрово 10 минути пред 7 часот на улицата ВМРО во Кочани. Иницијативата Мрдни со прст со еколошка акција во Делчево. Грант од 75.000 денари за проект со кој ќе се подигне јавната свест. До сега аплицирале 34 општини. Делчевци денеска со еко кампања и бојадисување на летната сцена. Акцијата Мрдни со прст за почисто Делчево или играорци во акција е изберана како прва предлог иницијатива која има за цел да се крене јавната свест кај граѓаните за зачувување на животната средина и младите од различни етнички заедници да работат заедно и да се дружат. Реновирањето на летната сцена ќе продолжи традицијата на одржување на различни културни манифестации и мислиме дека оваа акција е значајна за сите граѓани на општина Делчево. Чистењето на градскиот парк и на реката Брегалница исто така е многу значајна активност, бидејќи се централни места кои често се посетувани од нашите сограѓани, но и од туристи, како и места кои што го отсликуваат центарот и градот Делчево. Културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево, а и нашите соработници, општина Делчево, Ромски културно-едукативен центар, граѓански чинители, дојдовме до идеја дека треба да се уреди летната сцена, каде се одржуваат многобројни манифестации и ние како задача си зададовме да ја бојадисаме комплетно летната сцена во знакот на македонското знаме црвено и жолто, да го изчистиме градскиот парк и околу летната сцена, значи секој отпад значи да го собереме. И еве денес сме во акција овде, над 150 луѓе, активно со желба работиме, се дружиме, сакаме да го разубавиме нашиот град. Денес во Штип се одржа државното карате првенство за сениори, на кој настапија преку 80 надпреварувачи од цела Македонија. Во прекрасен амбиент со учество на преку 80 надпреварувачи од цела Македонија и пред голем број на карате љубители, во нашиот град по Бобова пауза се одржува државно првенство за сениори. Посветено церемонијално претставување на официјалните лица и интонирањето на македонската химна, градачалникот на општина Штип Благо Бацварски го прогласи првенството затворено. Ова е прв ваков турнир после полог временски период на собрани најдобрите каратисти од цела Република Македонија. Преку 80 спортисти имаме овде кои што ќе се надпреваруваат, ќе се борат и верувам дека ќе победат најдобрите. Јас како градоначалник можам да имам само горд што се случуваат вакви настани организации. Сум посебно благодарен на сите кои што се вложија да го организираат овој настан. Како општина Штип сме овде и во иднина да даваме целосна подршка на спортистите, на спортските работници да организираат убави настани, но пред се и нашите спортисти да донесуваат и високи резултати и признанија и од домашни и од европски надпреварувања. Сведоци сме дека тоа се случува во период како што и од секогаш сме имале добри успешни каратисти и сега е така и верувам дека ќе продолжи во иднина со уште поголеми резултати. Голем пријател на каратето и свидетел и коментатор на блескавите моменти на нашите каратисти широко светот е колегата Горан Милковски. За среќа на каратето големи резултати се постигнуваат во последниве десетина години, начело со оваа гарнитура која што е со претседател Драган Стојановски, многу сериозна и во извршниот одбор и сите комисии и судиска и тренерите кои што се едуцирани и самите надпреварувачи кои што се од најмали категории па потоа значи од пионери, кадети, јуниори, постари јуниори до 21 година или помлади сениори поново и нормално сениорите. Каратето стана олимписки спорт, каратето е најтрофејниот спорт во последниве 10-15 години и добро е да види како еден вистински лидер во спортот, пред се во поединечните спортови, затоа што репер е секојаш да се освои медал. Значи најмалку еден медал на европско првенство, се обидуваме на светско првенство и здравје Боже овие 2,5-3 години колку што стојат, колку што остануваат до Токио, да се обидеме, иако се премногу тешки нормите, да се избори некоја олимписка норма, една, две. Имаме кандидати, имаме квалитетни надпреварувачи, ги споменавме дел од нив претходно и се надевам дека ќе успееме. Последните успеси на нашите каратисти се дел од големата заслуга и на селекторот Сашко Арсовски. Чувството е одлично, посебно кога гледам како има многу љубители на карате спортот, што теку се вративме од премиер лигата во Дубај, Емил направи огромен успех, влезе во финалето, го освои големото сребро
среќни сме поради тоа што кој заврши финалето во минус 60 килограми, Емил Павлов стана и државен шампион. Се очекува настапи на Жарко Асовски и на останатите. Штип има одлични каратисти, се очекува настапот на Жарко Асовски во тешка категорија, Бојана Манева, Маријана и Столе Јордов. Тоа се сите одлични борци, се надеваме на одлични резултати и добри борби. Борбите се одвијаат во текот на целиот денешен ден, а за остарените резултати на каратистите ќе информираме во некој од наредните информативни емисии. Денеска во Штип се одржа пријателски контролен надпревар помеѓу екипите на Кидго Пехчево и Детонит од Радовиш. Надпреварот заврши со резултат 4:1, а стрелци на головите беа Трендафилов, Марич, Мартин Стојанов и Нацев за Кидго и Мартин Ристов за екипата на Детонит. А Ракометен Штип дожива организирање на женската ракометна средба со генерациите. Некогашните ракометарки на Штипјанка, Делта Трейд и Кожувчанка, кои испиша една убава ракометна историја, започнуваат една нова спортска традиција. Преку 50 ракометарки кои испиша една блескава спортска историја и стварја богата кариера, се собраа повторно во Штип да се видат, да продискутираат и ревелно да одиграат како што тоа некогаш одлично го работеле. А со они веќе јубилејни 20 години, ракометниот пат и животниот пат им го трасира спортскиот педагог Дејан Величков. Почнувајќи веќе, како да кажем, далечно до пред 20 години, пред се прво беше клубот Штипјанка, тогаш почна, Љуботенска е прва и Билјана се во таа екипа, а после тоа продолжи Кожувчанка кога дојде спонзор, скоро 10 години беше спонзор. Мислам дека овие 20 години женскиот ракомет можеби на маркетиншки не бевме толку застапени, но има доста резултати. Значи женскиот ракомет во Штип има голема традиција, доста големи успеси. Пак ќе кажам, ќе ги видите дека од нас позагува добри, пак ќе кажам, родители. Билјана е тренер во Охрид, Марија се уште активен играч во Струмица, Љуботенска е како во фамилија и факултет имаат сите завршено и мислам дека сум доста радосен на нив и сме постигнали доста многу. Спортот ги сближува младите девојки и преку спортот се изградуваат како корисни граѓани на нашето општество. Генерацијата од 2003-та, 2004-та, 2000-та игравме некаде активно до 2007-2008. Активно играв тука, имам една година во Скопје играно. Емоциите се големи, да се собереме сите тука среќни, радосни и на ниво на спорт и на ниво на образование имаме успех. Постигнавме, горди сме, надеваме се дека нашите деца ќе ги следат нашите стапки. Ракометниот занат го изучува во Штип, а моментално ги брани боите на тимот на Овчепале од Свети Николе. Талентот е почне тука во Штип, во Кожувчанка. Сите работи што ги имам научено ми се од Кожувчанка, со тренерот Дејан. Тој ми има помогнато многу да научам да играм ракомет. Дали си размислувал некош дека ќе дојде ден кога со тебе ќе видат и повозрастните ракометарки и како е чистото денес да си покрај нив? Чувството е прекрасно, како што знаеме дека има машкиот ракометен клуб, дека има средба на генерации. И сега кога се враќаме и за женските да имаме средба на генерација, чувството е прекрасно. Значи, се надев дека еден ден ќе дојде до тоа дека ќе има и женскиот клуб ќе има средба на генерација. Блескавата кариера, кронисана со факултетска диплома и го насочи животниот пат во Охрид, каде што тајните на ракометната игра им ја доловува на играчите во клубот Лихлид. Премногу ми е мило, пошто ова денеска не е само еден ракометен собир, значи се работи за емоции оставени на терен. После 15 години се собираме повторно сите заедно, различно изградени, меѓутоа сепак спортот е тој што не зближува, односно ракометот е тој што не доведе овде. Ова е денеска само почеток, но меѓутоа се надеваме дека ќе остане традиција, значи ќе го практикуваме секоја година да се одржува, се помасовно да биде поорганизирано, со поголем интерес, бидејќи ракометот е број 1 и во Штип, значи години уназад, 15 години овој ракометен клуб живее начело со тренерот Дејан Величков, кој несебично ентузијастички, значи уште пред 15 години вложи многу
многу во нас да се изградиме како играчи денеска и мене ми е мило што и по толку години јас се уште живеам со ракометот. Значи го негувам ракометот и во Охрид, сум претседател и тренер на ракометниот клуб Лихнит и така и планирам да продолжам и понатаму со ракометот да се занимавам. Значи имате своја ракометна школа, така? Така. Учествувавме со сениорки во првата лига, освоивме прво место, меѓутоа поради финансиски причини не можевме да продолжиме во Суперлига, а сега се надпреваруваме во пионерска и во кадетска лига. Па интересна е бројката што кога почнавме имавме 330 членови, а сега имаме околу 50-60 на различна возраст членови. Билјана, колку спортот ти изгради како личност, да дојдеш еве нова возраст, да ги доживееш овие, би рекол, звездени моменти и да дочекаш да имаш своја ракометна школа? Па искрено, бидејќи сум 32 години, а сепак ракометот е активен дел од мојот живот, значи премногу ми помогна во животот, развивајќи ми го колективниот дух, надпреварувачкиот дух, значи покрај тоа што сум образована личност, доктор на науки, меѓутоа ракометот секогаш остана мојата прва љубов. Со чувство на емоции, со полни срца на ракомет, девојките на Штипјанка, Делта Треите на Кожувчанка испише една нова штипска страница, со аманет да постане традиција и до година здравје покрај машката да заживее и женската ракометна средба на генерациите. Со спортот се одјавуваме од вестите на Ирис телевизија. Ви благодарам за вниманието и пријатно.